Добре дојдовте на новото видео од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На денешното видео ќе вежбаме за глаголот ласен или употреба на глаголот ласен во идно време. За истото ова видео со вежби имаме веќе снимено предавања кои можете да ги гледате во плейлистата за B1 ниво предавањата. Пред да започнеме со вежбите ќе ве замолиме да кликнете subscribe на каналот ако сте нови и исто така да не следите на Facebook и на Instagram каде објавуваме кога се снимаат нови вежби или нови предавања. Сега можеме да започнеме и не заборавајте прво да го гледате видеото со предавањата, бидејќи на денешното видео само вежбаме пример реченици со нивни преводи на македонски јазик. Да повториме на кратко глаголот ласен, што до сега имаме учено за него и што ќе учиме понатаму. Поголемиот дел од глаголот ласен веќе го имаме поминато, и тоа ласен in presens или во сегашно време, imperfect во минато говорно време, ласен in plusquamperfect, глаголот во предминато време или во минато свршено време, потоа in preteritum, минато пишано време, in passive, во пасивни реченици, ласен in futur или во идно време, тип 1 и 2, и ласен mit vorsilben, ласен глаголот со префикси, и денес вежбаме шестиот дел ласен во идно време. Ке извежбаме за двата типови. Ласен im Zukunft или глаголот ласен во идно време. Како што кажавме, започнуваме со идно време тип 1. Знаете, ако сте го гледале предавањето, дека идното време тип 1 и 2 се разликуваат во формирањето на речениците, како за основните реченици, така и за глаголот ласен. Ке видиме сега примери. Прва реченица, wir werden die Wohnung von einer Putzfrau reinigen lassen. Ние ќе оставиме станот од чистачката да се исчисти. Или во поточен превод, да се исчисти од страна на чистачката. Ich werde mein Fahrrad in der Werkstatt reparieren lassen. Јас ке си дозволам да го поправам мојот велосипед во работилницата. Значи тука, како што гледате, имаме двоен инфинитив. На ласен и на другиот глагол, а werden не е конјугиран. Du wirst das Licht im Wohnzimmer anlassen. Ти ќе го оставиш светлото во дневната соба. Овде имаме само еден инфинитив, бидејќи трет глагол не ни постои. Wir werden die Dokumente übersetzen lassen. Ние ќе дозволиме да се преведат документите. За разлика кога стои двоен инфинитив или само еден инфинитив на реченицата, можете да гледате во предавањето за ласен во идно време. Почесто користиме реченици со двоен инфинитив, бидејќи така се среќаваат, но во двата случаеви знаете дека е точно. Одиме понатаму со нови примери. Адам wird seinen Bart trimmen lassen. Адам ќе дозволи неговата брада да се скрати. Du wirst das Klavier stimmen lassen. Ти ќе оставиш клавирот да се наштима. Sie wird die Heizung reparieren lassen. Таа ќе дозволи греењето да се поправи. Henry wird ein Paket liefern lassen. Хенри ќе дозволи пакетот да се испрати. Одиме понатаму, ich werde die Türschlösser wechseln lassen. Јас ќе дозволам да се променат бравите од вратите. И уште еден пример, du wirst deine Brille anpassen lassen. Ти ќе оставиш твоите очила да се наместат. Да напоменеме дека во случај кога имаме двоен инфинитив, едниот глагол ни е ласен во инфинитив, а другиот глагол ни е глаголот што има
улога на трет глагол во реченицата. Тој глагол исто ќе ни биде во инфинитив без разлика дали е обичен, правилен, неправилен, па дури и деллив глагол. Значи, имаме werden и двоен инфинитив во секој случај. Одиме со нови примери. Ich werde das Auto nicht waschen lassen. Јас нема да дозволам автомобилот да се измие. Следна реченица, du wirst die Wohnung nicht renovieren lassen. Ти нема да оставиш станот да се реновира. Уште еден пример, wir werden keine neue Küche einbauen lassen. Ние нема да дозволиме нова кујна да се монтира. Тука, освен што вежбаме реченици со глаголот lassen во футуа тип 1, тука вежбаме и нови зборови и нови глаголи кои досега можеби не сте ги слушнале. Уште една реченица, Томас wird den Teppich nicht reinigen lassen. Томас нема да дозволи тепихот да се исчисти. Wirst du den Garten bewässern lassen? Ќе дозволиш ли ти градината да се наводни? Значи, од овој слайд продолжуваме со прашални реченици во футуа 1 за глаголот lassen. Ке извежбаме прашални реченици од типот на ja, nein fragen и we fragen. Werdet ihr ein neues Bad einbauen lassen? Ке оставите ли вие да се монтира нова бања? Wird Emily die Koffer packen lassen? Ке дозволи ли Емили куферите да се спакуваат? Имаме сега прашална реченица од типот на we fragen. Wann wirst du dein Haus lassen? Кога ќе ја оставиш ли ти твојата куќа? Warum wird sie ihr Kleid ändern lassen? Зошто таа ќе си дозволи да ја смени нејзината облека? Welche Farbe wirst du für die Wände wählen lassen? Која боја ќе избереш ти за ѕидовите? Welche Türen wirst du streichen lassen? Кои врати ќе дозволиш да се обојат? Тоа беа и прашалните реченици за тип идно време 1. Сега продолжуваме со вториот дел за ова видео, вежби за глаголот lassen im Futur 2 или lassen во идно време тип 2. Знаете дека овој начин на формирање реченици е малку посложен, но ако ги знаете основните правила, многу лесно ќе формирате, бидејќи секој тип на реченица се формира исто, само го променуваме кој е глаголот. Ich werde den Computer installieren gelassen haben. Јас ке имав оставено компјутерот да се инсталира. Втора реченица, sie wird die Kleidung ändern gelassen haben. Таа ке имаше дозволено облеката да се замени. Трета реченица, wir werden den Vertrag überprüfen gelassen haben. Ние ке имавме дозволено договорот да се провери. Одиме со нови примери. Du wirst den Zaun streichen gelassen haben. Тој ке имаше дозволено оградата да се измачка. Sie wird den Service für das Auto buchen gelassen haben. Таа ке имаше оставено сервисот за автомобилот да се резервира или да се закажи. И уште еден пример, Emma wird den Bericht schreiben gelassen haben. Ема ке имаше оставено извештајот да се напиши. Одиме со уште една реченица, wir werden den Möbel zusammenbauen gelassen haben. Ние ке имавме дозволено мебелот да се состави.
Значи во футура цвај речениците исто имаме двоен инфинитив, само што измеѓу инфинитивот имаме еден партицип цвај, како во овај случај. Кога зборуваме за инфинитив, двојниот инфинитив, знаеме од предавањето дека инфинитив ни стои без разлика дали глаголот ќе ни биде деллив или не. Er wird die Fenster einbauen gelassen haben. Тој ќе имаше дозволено прозорците да се вградат. Du wirst das Dach nicht decken gelassen haben. Ти немаше да дозволиш покривот да се покрие. Sie werden den Garten nicht pflegen gelassen haben. Тие немаше да дозволат градината да се негува. Sie wird den Vertrag nicht prüfen gelassen haben. Таа немаше да остави договорот да се провери. Henry wird die Bücher nicht aufräumen gelassen haben. Хенри немаше да остави книгите да се уредат. Werden wir den Computer reparieren gelassen haben. Ке имавме ли оставено компјутерот да се поправи. Значи оваа реченица ни е прашална од типот на ja, nein. Продолжуваме со уште неколку реченици кои се прашални. Wirst du die Wände tapezieren gelassen haben. Ке оставеше ли ти ѕидовите да се тапацираат? Wird sie den Briefkasten installieren gelassen haben. Ке дозволеше ли таа да се монтира поштенско сандаче? Wirst du das Auto polieren gelassen haben. Ке оставиш ли ти автомобилот да се полира? Зошто во сите овие случаеви, во делот каде треба да имаме haben или sein, ни стои секогаш haben. Тоа е така, бидејќи глаголот lassen ни е партицип 2 глагол во овај случај, и глаголот lassen е глагол кој не покажува движење. Овде имаме обратен перфект, и за да се подсетите зошто е тоа така, можете да огледате предавањето за минато време или минато говорно време од A1 ниво, каде кога учевме за перфект. Wie wirst du das Zimmer dekorieren gelassen haben? Како остави ти собата да се декорира? Оваа реченица ни од типот на W-фраге. Warum wirst du den Kühlschrank reparieren gelassen haben? Зошто ќе имаше ти дозволено фрижидерот да се поправи? Wann werdet wir die Fenster erneuern gelassen haben? Кога ќе имавме ние оставено прозорците да се обноват? Или was wirst du mit der Schule machen gelassen haben? Што ќе имаше ти оставено да се направи со школото? Или што ќе имаше ти дозволено да се направи со школото? И уште еден пример, wo werden wir den Boden ölen gelassen haben? Каде ќе оставевме ние подот да се подмачка? Еве ви еден нов глагол кој досега не го имаме сретнато. Глаголот ölen. Тоа беа примерите за тип 1 и тип 2 идно време со глаголот lassen. Сега за крај ќе направиме мала вежба. Потребно е да одберите што е richtig ода falsch. Во овај случај ќе зборуваме за идно време тип 1. Ќе ви дадеме 3 реченици во која ќе треба да одберите која е правилна, а која е точно формирана, а која е неточно. Sie werden ihn in Ruhe arbeiten lassen. Тие ќе му дозволеат да работи на раат. Или тие ќе му дозволат. Потоа имаме Sie werden ihn in Ruhe gearbeitet lassen. Тие ќе му дозволат да работи на раат.
И sie werden ihn in Ruhe gelassen arbeiten. Тие ќе му дозволат да работи на раат. Една од овие реченици е точна. Имате неколку секунди. Точната реченица ние sie werden ihn in Ruhe arbeiten lassen. Зошто е тоа така? Бидејќи имаме глагол werden кој ни е конјугиран и ни означува идно време и глаголи arbeiten и lassen кои ни се двоен инфинитив. Ке направиме уште една вежба, овој пат за тип 2 на идното време поврзано со глаголот lassen. Ке имаме 3 реченици во која една ке е точна, а 2 неточни. Вие ке треба да одберете. Првата реченица е Wir werden die Fenster geputzt lassen haben, bevor die Gäste kommen. Ние ке дозволевме да се исчистат прозорците пред гостите да дојдат. Wir werden die Fenster putzen gelassen haben, bevor die Gäste kommen. Ние ке дозволевме да се исчистат прозорците пред гостите да дојдат. И трета реченица, Wir werden die Fenster putzen lassen haben, bevor die Gäste kommen. Ние ке дозволевме да се исчистат прозорците пред гостите да дојдат. Изберете која е точната реченица, имате неколку секунди. Точната реченица е втората, Wir werden die Fenster putzen gelassen haben, bevor die Gäste kommen. Зошто оваа реченица е точна? Бидејќи знаеме дека треба да имаме глагол werden, конјугиран, соодветно, потоа два глаголи кои ни се двоен инфинитив и се разделени, а меѓу нив стои еден глагол кој е во партицип 2. Тоа е се за денес, се надеваме дека ви се допадна видеото. Ако е така, знаете што треба да направите. Едноставно кликнете лайк и предложете го каналот на пријатели. Се гледаме во следното видео кој ќе биде предавање за B1 ниво.